Во годишното обраќање пред македонските пратеници, председателот Ѓорѓе Иванов рече дека од заробена станавме уценета држава. Според него, одлуките за помилување што тој ги донесе пред 2 години биле за да се спречи хаос во државата, а одлуката за амнестија за да се озаконат уцените со кои се создава хаос и се руши правната држава. За настаните во собранието, како виновна ја посочи Управата за безбедност и контраразузнавање. Од тука сакам да ја запознам целата македонска јавност за една многу важна работа. Постојано ми стигнуваат информации дека врз основа на устна наредба, повторувам, устна наредба, се врши следење, снимање и прислушување на председателот на државата, на членовите на неговото семејство и членовите на неговиот кабинет. А тоа е само индикатор дека се менуваат системи, називи, влади, министри и директори, а по се изгледа дека удба си останува удба со удбашки методи. Токму овој дел од неговиот говор за опозицијата е загрижувачки. Антонио Милошовски од ВМРО ДПМНЕ вели дека говорот на Иванов бил политички зрел и конзистентен, но дека загрижуваат сомневањата дека тој и неговите соработници се прислушувани. Она што посебно загрижува е и денес за прв пат го слушнавме во историјата на Република Македонија од еден председател на државата, дека тој и неговите соработници имаат сознанија дека врз основа на устна наредба Управата за безбедност и контраразузнавање ги следи комуникациите на председателот на државата, на неговото семејство и на неговите блиски соработници. Доколку е ова вистина, тогаш може да се смета како еден голем минус кој што создава правна несигурност и политичка несигурност не само за председателот на државата, туку и за секој еден политичар или граѓанин. За власта пак, говорот на Иванов бил дрзок и безобразен, полн со омраза и лаги. Тој уште еднаш ја потврди улогата на Иванов како антизападен и антинароден елемент, рече Костадин Костадинов од Социјалдемократскиот сојуз, додавајќи дека досега Иванов не пријавил од има сознанија дека го прислушуваат. Симптоматично е тоа што Иванов досега не го пријавил тоа како случај. Јас тврдам дека по заминувањето на од власт на ВМРО ДПМНЕ и Никола Груевски, граѓаните на Република Македонија можат да спијат мирно и повеќе никој не се прислушкува. Пратениците на Демократската унија за интеграција не го следеа говорот на Иванов во собраниската сала. Во името на партијата Артан Груби му посака збогум на председателот Иванов. Најдобрата вест денес е што Иванов брои ситно. Најситно можно. Несреќата на нашата држава си заминува скоро. Со своите дела и со своите недела, уште повеќе со своите недела, се надмина и себе си, го надмина и Чарлс Бојкот и брутално ја наруши волјата на граѓаните и уставот на Република Македонија. Единствено нешто што може да му го кажеме денес е чао. На говоров на Иванов реагираа и од владата, соопштувајќи дека тој може да зборува само за еден неуспех, а тоа е неуспехот на неговиот мандат. Председателот Иванов и со денешното свое обраќање пред македонската јавност докажа дека остана доследен само на својата определба да продолжи да ги дели граѓаните, кој денеска ја дополни со конструкции со кои потврди дека живее во свет на заговори, се вели во реакцијата од владата.